председателе. Ќе почнам од забелешката на почитуваниот председател на комисијата Велковски. Може би сум се оддалечила во некои делови од мојот говор од темата, но верувајте, се што говорев се рефлектира врз работата на регулаторната комисија за енергетика и обратно врз целокупниот од однесувањето на регулаторна комисија за енергетика врз целокупниот живот на нашите граѓани. Може би ми забележувате во делот што го спомнав за образованието, верувам дека тука се оддалечив од темата, меѓутоа и регулаторна комисија за енергетика мора да биде пример се со цел да имаме младина која што ќе сака да учи и ќе верува дека дипломата, а не фотографијата е она што вреди и она што ќе се цени во иднина. Проблемот со новата зграда е во тоа што 5 години не се одржувала и не сте ја одржували и сте оставиле целосно да пропадне. Ке се навратам и на делот соодветен, не соодветен. Значи, ти повторно ќе кажам, ако председателот на регулаторна комисија за енергетика е несоодветен и не е одговорен за некои делови одговорот што го спомнав, значи одговорна е владата. Меѓутоа, вие се навикнавте се некој друг да ви биде виновен, освен вината и одговорноста да си ја побарате во себе. Крајна намера ми беше вината да ја префрлам на регулаторна комисија за енергетика. Дури по вашиот пример се дрзнавте дури и Данела да биде виновна за делот кризата која што му се случува на Македонија и на град Скопје. Дури и председателот побара Вислимовски, токму побара помош од градот Скопје и од скопските општини, без да каже како можат тие да помогнат во услови кога имаме влада која воопшто не се занимава со проблемот. И од неговите изјави не можеме да сватиме каква помош очекува од општините и градот Скопје, бидејќи и самиот тврди дека при набавка на гасот може да помогне само владата и ниту еден друг државен субјект. Значи да заклучиме, ако Вислимовски не е одговорен, тогаш одговорна е владата. Исто така, следејќи го во изминативе денови, не знам зошто не спомнува, зошто заборава да спомне како регулаторната комисија за енергетика и владата ќе им помогнат на домакинствата и компаниите, имајќи во предвид дека нема соодветна стратегија за справување со енергетската криза, каква што имат европските земји. И пак ќе кажам, ако Вислимовски не треба да ја креира националната стратегија, значи владата досега требало да има креирано ваква стратегија, бидејќи со енергетската криза сме соочени сите и оваа национална стратегија е повеќе одитна и повеќе од неопходна со цел да им се помогне на сите категории на граѓани. Во однос ги спомна цените на горивата, меѓутоа ќе кажам дека ево Србија има поевтина струја од Македонија и има значително повисоки плати. Да не се навраќам пак колку пари отидоа за спас на ЕСМ, така да и со последната одлука на влада ќе добијат уште 47 милиони евра со кои треба да купуваат јаглен струја и да ги покријат загубите на МЕПСО. Од друга страна, помош за општините нема. ЗЕЛС побара финансиска помош од владата за енормните сметки за струја што ги добија општините и чија сума далеку ја надминува очекуваната, меѓутоа одговор до ден денес нема. Зошто? Затоа што нема кој да одговори. Пак ќе речам, кога сме кај високите цени на струја, знаете што вели еден мој сосед и поприлично ме насмеа, ако соберам пари да ги платам 3 последни сметки за струја, очекувам наредниот ден да ми дојдат од ујапа на врата и да ме прашаат од каде толку пари. Тоа е реалноста за Македонија и сметките за електрична енергија. Благодарам. Благодарам.